Голем црковно-народен собир се организира на манастирот Добра вода во Оризари на втор ден Божик, кога се одбележува празникот Собор на Пресвета Богородица. Собирот на овој убав ден прерасна во традиција. Домакинките сукаа зелници, а се кршеше и лепче со паричка. Кумот на собирот, Симеон Георгиев, го предаде кумството на новата кума, која на сите верници им посака добро здравје и успех во новата година. Чест ми е од стариот кум да го предадам кумството на новата кума на манастирот Добра вода во Оризари. И пожелувам се најубаво, срека, радост, Христос се роди. Како најпрво мир Божи, Христос се роди, за многу години на сите граѓани на цела Македонија христијани. Многу здравје, успех, паричката се падна кај мене. Посебно посветив на син ми. Тоа го и очекуваме како и секој што очекува, исто и јас очекувам да бидат живи и здрави децата најпрво, внуци. На овој манастир ние граѓаните си одлучивме на средниот ден на Божик да се собираме, да си направиме зелници и да се дружиме. Дружбата мислам дека е најбитна и најважна. Оваа година имаше околу 14 зелници. Благодарение на сите домакинки кои посакали. Без греана ракија и добра музика не помина и овој собир. Времето и ниските температури не беа пречка и оваа година да се организира собир на овој манастир. Најголемата пречка за црковниот собир да биде уште помасовен е тешко пристапниот пат до манастирот. Затоа домакините секоја година апелираат да се направи патот и конечно успеаја. Локалната власт го почна патот, зашто домакинот кој секоја година апелираше да се направи, се заблагодари. Освен патот, почна и фреско живописувањето на овој манастир. Сакам да дадам еден апел до сите верници. Денеска почнаа да се цртат фреските во овој манастирче мало, прибидејќи немаме доволно средства, финансии. Секој верник кој сака, не е битно колку може да донира на овој манастирче за цртат фрески, а некој кој е во могучност може и цела фреска да се ја донира. Тоа нека се јаве. Исто така сакам да кажам дека почнаваме колку години го тражиме овој пат да се прави асфалт. Дојде машиница тука и сега да помине малку во, сите знаат дека температурата е јака под минус, ќе помине и ќе почнат. Се надеваме, е исклучен договорот до 6 месец, до јуни-јули, да биде патот завршен со асфалт. А ние му предложиме тоа ќе ограде бетон Скопје да биде задено. А се задено он ми рече дека ќе биде пато ако временските услови бидат добри, задено ќе биде. Али ние да бидеме благодарни дека тоа ќе биде. Може да се заблагодарам на градоначалник на општина Кочани Никол Чулиев и неговите советници на општина Кочани и на министрите на владата на Република Македонија што ни помогнаа да биде пато асфалт. Свештеникот го благослови лебот, водата, виното и пченицата и им посака среќно ново 2020 лето Господово на сите верници. Собирот продолжи со музика и јоро до доцните попладневни часови. Инаку на манастирот Добра вода секоја година се слави на првиот петок по Великден или кај народот познат како Источен петок Балаклија, кога се празнува со црковно народен собир. Се верува дека водата во овој манастир е лековита.